Реконструкција на подрачното училиште Христијан Тодоровски Карпош во населбата Иго Тричковиќ најави на вчерашната пресконференција Оливер Илиевски, кандидат за градоначалник на општина Куманово од СДСМ и коалицијата. За оваа населба Илиевски најави и изградба на канализацијската мрежа, онаму каде што недостасува и реконструкција на водоводната мрежа. Училиштето не е реконструирано откако е изградено. Тука, во Иго Тричковиќ, се обврзувам дека веднаш по 31. октомври ќе започнеме со решавање на имотно-правните односи за училиштето, целосна негова реконструкција, оградување на самото училиште, поради безбедноста на самите деца и изградба на мултифункционално игралиште. Исто така, за Иго Тричковиќ предвидуваме изградба на канализациона мрежа во деловите каде што недостасува и реконструкција на водоводна мрежа. Ние не можеме да зборуваме за европски проекти и европски населби ако постојат населби како што е Иго Тричковиќ, каде што нема елементарни услови за живот. Одговарајќи на новинарски прашања и коментирајќи ги последните случувања, од една страна укажувањето на премиерот Зоран Заев од Скопје дека во Куманово ништо не сгрешиле и од друга страна поддршката на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој од Охрид кажа дека ќе ги поддржи кандидатите на опозицијата, вклучително и во Куманово, Илиевски истакна дека изборот на граѓаните е едноставен. Проекти од една страна и, како што потенцираше, заборавен град како за време на режимот. Сите проекти кои се инвестирани во Куманово во изминатите 4 години се инвестиции од страна на владата, 95% од вкупните инвестиции. Изборот е тој. Или ќе имаме инвестиции во Куманово, или заборавен град како во времето на режимот. Маските паднаа. Јас пред некое време на една дебата кажав дека има непринципиелни пазарења во Куманово со јавните предпријатија. Имаме и дополнителни информации кои доаѓаат од спротивниот табор дека крајна цел на таа непринципиелна коалиција е продажба на Куманово газ, продажба на ЈП пазаришта и јавно-приватно партнерство на чистота и зеленило. Илиевски побара поддршка од граѓаните за чисто, зелено и модерно Куманово.